топ тема, добро вечер. Уште 3 дена кампања за локалните избори, малку непознати со големи влогови. Кои се по двупартиските штабови, а што може да донесе првиот круг од гласањето? Во топ тема вечерва и ја завршуваме започнатата анализа на 29 септември заедно со Милјо Бешњаковски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Петар Арсовски, добро вечер и за вас. И Джелал Незири. И пред да се посветиме на она што ни е главна тема денеска, за вечерва, за краток коментар и на последната вест од денеска, тоа е посетата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Премиерот вели, Бешњаковски ќе почнам со вас, премиерот Мицкоски вели соопштението на владата, ја истакна решеноста на владата да ја забрза европската интеграција на државата преку конкретни резултати и исполнување на европските стандарди. Посочи дека државата очекува од Европската унија јасна и конкретна посветеност како потврда на европската перспектива и поддршка за граѓаните кои со децении остануваат посветени на европските вредности. Одговорот од тоа е во две пораки срочени на X. Првата е од посетата од средбата со премиерот и во неа се вели: остануваме целосно зад Северна Македонија и нејзиниот европски пат. Можете да сметате на нас, но топката е во вашиот двор. Единствениот чекор пред отварање на преговорите е уставните измени, за потоа да продолжи со уште една порака, вели: во меѓувреме ние ја придвижуваме вашата земја поблиску до нас, планот за раз, отварањето на овој iHub или фабрика во Скопје, вклучени сте во ова е за СЕПА и вели: ви ослободивме и 16 милиони евра благодарение на реформите што ги направивте. Толку сработивте, толку ви дадов. Станува ова на македонско досие, европско досие тема на глуви веќе, бидејќи нема НЗС меѓу двете изјави, нема. За она на премиерот, тако ја анализираме двете реченици, ќе ни треба цела емисија да пронајдеме некаква реална таква завршка. Според мене јасни се пораките, нема тука многу простор за маневр. Ќе си дозволам да кажам дека пред една година, 7 години бев прилично често на такови состаноци. Во обичаената пресконференција на Урсула, предпоставам овој пат изостана поради изборниот период. Да. Меѓутоа добивме изјава. Дипломатски принцип на точно, и тоа е се во ред. Вака би рекол Боби, странскиот фактор буквално секогаш се фокусира на тоа што е испорачано или на тоа што не е испорачано, а не на тоа што се зборува на тие средби. Мислам дека пораката нејзина токму тоа го кажува. И ти го спомна планот за раст. Да се подсетиме дека ние сме на некој начин условени за тој план за раст, да ги направиме реформите со антиреформските закони, да ги донесеме за владење на правото. Законот за јавно обвинителство пред се. Цел пакет закони. Тука малце каскаме, а тоа е директно во корелација со користење на можностите кои што го нуди планот за раст. Што се однесува до мене, тие пораки се јасно пренесени денеска. Благодарам. Арсовски. Аз се согласувам. Мислам дека речникот кој доаѓа од Брисел, па и од председателката на комисијата, ќе станува што е се поексплицитен и поексплицитен. Незината објава на платформата X е доста јасна. Топката е во вашиот двор, од вас се очекува испорака на резултати и мислам дека тоа ќе се фокусира околу фактот дека ние нема да можеме да ги смениме условите кои се веќе прифатени. Значи, тие илузии околу промена на преговарачка рамка, промена на тој протокол 2 и така натаму ќе се распаднат. И мислам дека во наредната година, како што Албанија и Црна Гора ќе се држат напред, тој притисок ќе се зголемува. Прашање е дали тој притисок ќе донесе до некакво поместување дома. Во моментот, како што рече и ти во самата најава, не гледаме пресек помеѓу можните решенија за Европската унија и можните решенија на владата. Мислам дека во оваа комбинација на можни патокази како да се движиме напред, не треба да се заборави и Бугарија. Значи, ако разговараме за тоа кои се можните решенија, не може тој разговор да биде само помеѓу македонската влада и Европската комисија. Дело околу ова дека не може да се најде НЗС, повеќе ми беше во контекст на решеноста да
да се покажат конкретни резултати во исполнувањето на европските стандарди, бидејќи и сите извештаи се во минус кога е во прашање таа реформска агенда за која што самиот премиер рече дека е матрицата да ја донесеме Европа дома. Видете, владата некако за мој вкус премногу инсистира на тоа дека тие остануваат посветени на Европската унија. Како да се бранат од некаков впечаток што се добива во кулуарите на Брисел, дека всушност не се посветени на таа агенда. И мислам дека тоа премногу дефанзивно изгледа. Ако се посветени, треба да направат нешто по тоа прашање. Но се согласувам. Не може сега да се разговара за тоа во екот на локалните избори. И второ, ова посветеност на Европската комисија околу планот за раст и развој како некаков супститут за оние земји кои останаа надвор од возот кој го фатија Црна Гора и Албанија е некаков поттик за реформската агенда. На крајот на краиштата флоскули, една убава средба во која двете ги изрази заложбата на Европската унија дека не сакаме натре, нашата заложба дека ние сакаме, без никаков резултат. Избори се половина час средба само по себе кажува дека тука се е по дипломатски протокол или нема што да се разговара. Незир, кој е вашиот мислам дека печаток? Гледаме во време на избори веќе повеќе и не се споменува кој што вети за претседателските и парламентарните, сега сосема е друга агендата. Па, тие ветувања ко да исчезна од тоа што нели Влен претежно ветија дека за 6 месеци ако не се направат тие уставни измени, но тоа веќе е поминато. Помина тие 6 месеци, една година помина и тие уставни измени ги нема. Но сепак мислам дека оваа посета и оваа турнеја на фон дер Лајен на регионот има за цел да испрати порака до земјите аспиранти, 6 земји од Западен Балкан, дека иако Европа во моментов се фокусира на вооружување, на засврстување на одбранбените капацитети и со Русија, таа сепак ќе го задржи фокусот и на Западниот Балкан и ќе ги притиска земјите за да работат поинтензивно во правец на интеграција во Европската унија. Ние видовме таа беше во Црна Гора, каде што станува, можеме да нема да сгрешиме ако кажеме дека е веќе редовна, бидејќи секоја есен фон дер Лајен прави така по еден круг од прилика овој период од година. Мислам дека тоа е важно, што гледам и коинцидира со две години од лансирањето на планот за раст и реформи, оваа посета, но и дава силни пораки. Речеме за Црна Гора рече дека до крајот на годината би можело да се затворат сите 5 кластери и да остане само еден. Албанија исто така доби големи пофалби, дека за темпото со кое се движи во тие преговори кон интеграција во Европската унија е многу брзо. Гледавме со Вучич, сега Србија се соочува со американски санкции за нафтената индустрија која што може да донесе не само до енергетска криза во таа земја, па дури паркосниот Вучич доби ветување, рачунајте на нас во смисла на енергетска поддршка. Токму тоа, значи и Вучич веќе е свесен дека и самиот кажа дека 55% од извозот од Западен Балкан се српски производи и дека ќе се ослони на Европската унија во случај на енергетска криза. Значи Европа станува неопходна за сериозните земји, мислам за тие што мислат стратешки, дека Европската унија не е веќе унија за каде се обезбедува економска стабилност, економски прогрес, политичка стабилност, па и одбранбена. Како почнавте да ги редите, ќе излеземе ние и Косово најнесериозни. Па така испаѓа, значи Босна, Косово, па и ние, значи Северна Македонија, до сега не делуваат стратешки во поглед на забрзување на или сериозен пристап кон процесот на интеграција. Ние имаме планот, реформската агенда која видите, ние нели сите рокови ги имаме пребиено, околу 40% мислам дека од тоа што беше во тие рекови. 40% од тоа што требаше да биде до декември, а оценката за тоа што требаше да биде до јуни ја нема. И
Конечно, последниот податок го имате. Минатата недела Министерството за правда излегува да се пофали дека добил позитивни оценки од Венецијанската комисија за 2 закони, за кои што претходно, а и потоа, премиерот вели, јас ништо од тоа не важи, јас пари не давам за суди, јас пари не давам за обвинители, а неговото министерство се фали со позитивна оценка од Венецијанска комисија дека во нов закон истото министерство, истата влада се обврзала на зголемување на процентот за обвинителство. И мислам, тоа е тоа. Добро е што ме потсети, извин, само да дополнам. Препораката, според мене, почитување на таа препорака ќе биде клучно за процесите за евроинтеграција на оваа земја, на нашата земја, на Македонија. Еден од клучните елементи ќе биде тој за идните процеси. Добро, останува да видиме. Прва пауза за реклами, а потоа се враќаме на она што е најактуелно во моментот. Изборите и што е тоа што може да очекуваме во недела. Завршни прогнози да моите гости. Довршување на она што го почнавме како најава на почетокот на кампањата на 29 септември. Бевте многу воздржани на почетокот околу оценките на кампањата, што таа може да донесе, како може да донесе, па остана дел од влијанието на кампањата да го процениме потоа. Незири, би почнал од вас, го коментиравме минатиот пат вашиот креативен ај пристап во однос на тие реклами, но видовме дека малку на шега, ама нели кај има шега, таму има малку и вистина. Некако тоа инспирира и дел од кандидатите. Прашањето е нема да јасно е дека нема да има Формула 1 во Тетово, меѓутоа прашањето е колку успеа оваа кампања да во овие изминати денови да понуди некаков поинвентивен, покреативен, помодерен израз од тоа што сме вообичаено научени. И визуелно преку медиумите, но и од она што секојдневно го работат партиите. Па, може би е личен впечаток и може би грешен, но оваа кампања на некој начин беше најдосадна што јас ја памтам. И во однос на слогани, и во однос на визуелни решенија, и во однос на пораки. Освен Левица, кандидатот за градоначалник на град Скопје, што мора да се признае има креативна кампања, останатите се просечни. Значи нема некоја, да речеме некој момент кој што ќе го одвлече вниманието, ќе покаже креативност која што нели никој не може да одолее. Просечни во изразот, но се надпросечни во цената. Во цената, да, ама вака ова баш рандом спотови кои што ги прават за секои избори и не знам дали е отсуство на креативност на тие компании што ги избрале или можеби се водат од тоа дека знаат однапред што контролираат, колку гласови ќе добијат и затоа поголемите партии мислам дека пристапуваат со еден вид ароганција кон тоа што порака треба да се прати до гласачите и кои се нивниот таргет и како да ги убедат да гласат за нив. Можеби тоа е нивната проценка, но според мене, реков, можеби е личен впечаток, кампањата беше досадна. Ние тука се договоривме дека Джелал Незири имаше најдобра идеја. Арсовски, кога се договаравме и коментиравме дел од ова, рековте ако на почетокот беше досадна, сега е многу досадна, но забавно досадна. Сега како да го преточиме тоа? Добре дојден беше овој коментар за Урсула фон дер Лејен на почеток, бидејќи толку сме заморени од кампањата за околни избори, мислам дека сме си сами досадни на себе си, како и впрочем кампањата. Од комуниколошка гледна точка. Така, ако гледам и тоа ќе ни беше досадно да продолжевме уште 10 минути, бидејќи ќе ги потрошиме сите аргументи. Така е. Од комуниколошка гледна точка, безбедна, па со самото тоа и досадна кампања има смисол за онаа партија која води на изборите. И во таа смисла,
за ВМРО-ДПМН, која води во македонскиот дел, пејќи во албанскиот дел не се знае кој води, во македонскиот дел има смисла за една условно речено, униформирана, по-безбедна, по-исполирана кампања, без некакви многу големи изблици на креативност, без многу ризик комуниколошки и така натаму. Јас не ја разбирам, разбирам недостатокот на комуниколошки ризик кај овие партии кои бркаат резултат. Во таа смисла левица, како што рече Незири, има, особено кандидатот за Грчко, има еден модерен израз. Прво зборува за конкретните работи што би ги направил, повеќе од што другите партии кои зборуваат за флоскули. Треба да биде животот убав, окей. Потоа има еден помодерен, свири на гитара човекот, комуницира со млади луѓе, малку е гледлив и така натаму. Во таа смисла СДСМ ме потврла малку затоа што нивната кампања пак која треба да има некаков комуникацијски ризик е исто така безбедна како и кампањата на ВМРО-ДПМН. Имам впечаток дека на главните мејнстрим партии како кампањите им ги правеле да им го правил ChatGPT. Така една основен комуникацијски постулат, без многу предизвикување на гласачите, како да однапред ги знаат резултатите. Што е право? Пролиферацијата на анкетите на овие избори на минатите е голема. Релативно етаблиран политичкиот амбиент и релативно партиите знаат каде стојат со анкетите. И мислам дека тоа може би ги тера на едни по-безбедни комуникацијски решенија наместо малку по-ризични. Повторувам, секогаш за помалите партии немаат што да изгубат ако имаат комуникацијски ризик. Треба да бидат малку надвор, outside the box, треба да бидат малку по-креативни, треба да бидат малку по-контроверзни и така натаму. Тука мора да бидеме честни да признаеме дека и немаат ниту простор, ниту пари. Бидејќи законот таков каков што големите го оставија е крајно дискриминирачки кон сите помали партии, дури и оние кои што добија извесен колач да ги делат тие колку останаа таму минута или помалку се, и тоа е... Така е. Таа распредела е секако проблематична. Тука треба да се спомене особено исклучувањето на левица. Јас не сум некој особен љубител на политиките на левица, но тие се играч на политичката сцена и требаше да им се овозможи еднаков пристап до платеното политичко рекламирање како и на сите други партии. Но, да се вратиме на ова што го зборовме. Вие секако снимате спотови? Не, да. Скапи или ефтини секако ги снимате. Нема никаква потреба да ви бидат спотовите досадни. Може да ви бидат и во рамките на тој буџет. Не, мислев тоа дека знаат дека треба мачно да договараат со некого за 20 секунди во рок од 3 дена и може би се велат, ај. Знам, голем дел на кампањата веќе се одива на социјални медии. Да. Видео Reels, кои барат еден малку погруб израз, можеш сам да се снимаш, не е толку продукцијската вредност, не се бара да биде толку висока, не се бара толку опрема, не се бара толку исполиран израз. Тоа е можноста за партиите да бидат малку по-креативни и тие и таму потврди. Бошнаковски, која е вашата оценка? Сега малку ми иде на подсвест, се извинувам меѓутоа тоа. Слободно. Едно видео кое што го гледавме пред малку, меѓутоа, која е вашата оценка генерално и што би издвоиле вие како ново, креативно или се е дежаву? Ја мислев ќе кажеш нешто што сум кажал минатиот пат, па се спремам сега. Викам, што ќе кажеш? Тоа за минатиот пат. Кога ќе почнеме општина по општина. Имавме неколку видеа кои што се за подсмев и ќе останат во историјата на македонската кампања, ја би рекол, од оваа кампања. Тоа што мене, сакам сега да бидам посериозен, тоа што мене исклучително ме радува е тоа што немаме инциденти какви што не доликуваат на една добра демократија. Тоа што се случи во Куманово, добро е што брзо се реши и испадна дека нема никаква поврзаност со изборниот процес. Тука секоја чест на институциите. Ме радува што на 3 дена пред изборен молк немаме инциденти кои што се несвојствени за модерни демократии, да кажеме. Сега, во однос на кампањата, тука ја би ја поделил на 2 дела, на тој визуелен идентитет и комуникацијски пораки. Овие избори, с моје мислење, дека исклучително јасно пресечено е веќе со нож. Јас мислам дека 80% од комуникацијските пораки на партиите доминираат на социјалните мрежи и тие се пренесуваат кон гласачите, кон јавноста преку социјални мрежи. На традиционалните медиуми
веќе партиите тоа веројатно го увиделе, се пласираат исклучиво оној визуелна компонента каде што на некој начин туристички спотови колку ни убава Македонија, мас медиуми и колку сите сакаме да сме добри, меѓутоа конкретните пораки, тие што ја прават разликата кај гласачот, јас сметам дека овој пат веројатно ќе има и некои истражување кои што ќе треба да го потврдат това, се пренесуваат преку социјалните мрежи. Тука би сакал за нијанса малку да се разликувам од моите соговорници со мојот впечаток. Сметам дека имавме одреден дел од кампањите, точно недостасуваше храброст, тие што да речеме нема што да изгубат, можат да бидат похрабри. Меѓутоа имаме некои елементи каде што гледаме дека стратезите на тие политички партии точно се обраќаат на популација која што смета дека треба. Така што ќе ги употребаме тука Социјалдемократскиот сојуз. Јасно е дека во некои општини скопски они точно ги таргетираат разочараните нивни гласачи. Не таргетираат поширока популација со интенција да го вратат бројот на гласачи од некои минати избори, значи гласачи кои што ги имале на нивното конто. Се борат за самоопстојување, не за нешто. Точно. ВМРО ДПМН од друга страна го има тој традиционален и како што гледаме во нивната кампања, јасно е дека изборниот резултат од минатата година на парламентарните нема да може да го повторат, меѓутоа нема да бидат многу под нивниот, да речеме, максимум на секој претходни избори. Ке разговараме за поодделни и градови и што може да се очекува. Незири, вообичаено креативни и инвентивни, почнувајќи од конвенции, начин на организирање на партиски собори, сега гледам и многу покреативен пристап во врата, од врата до врата кај дел од албанските партии и наметнато ли е од анкетите и тесните резултати несвојствено многу пораки со директно обраќање без оглед на кој медиум и до гласачите од другата заедница. Сите вообичаено знаеле дека без нив не можат, меѓутоа некако не се обидувале да ги почестат со една таква порака, барем не во минатото, сега е тоа многу повидливо. Кампањата од врата до врата е присутна само во две општини, Чаир и во Тетоа. Најмногу во Чаир. Тој вид на кампања е, значи, последно средство, така да кажам, за потиснување, да речеме, на опонентот, на политичкиот противник, за подиректна комуникација со гласачите и за придобивка на нивниот глас. И затоа таа борба, таа политичка битка која е остра во овие две општини меѓу Влен и Аки, фактички ги натера кандидатите да се симнат доле на терен со обичниот граѓанин и низ директен контакт да им објаснуваат што тие имаат намера да направат ако бидат избрани. И во оваа битка, која, нели, анкетите покажуваат дека е урамнета, значи е барабар битка помеѓу овие две политички ривали, нормално е дека во една таква ситуација туѓите во наводници гласови тие се решава кој ќе биде победник. Исто, да речеме, кога и за 2016 година, мислам дека беа изборите, кога таа битка помеѓу СДСМ и ВМРО беше урамнета и гласовите на етничките албанци одлучија кој ќе формира влада и колку ќе тежи. Таа ситуација сега имаме и на овие локални избори. Значи, се гласовите на етничките македонци пред се во општините со мнозинство етнички албанци кои што ќе решаваат било на прв круг, било тоа да е втор круг и ќе го одредат победникот на овие избори. А тој победник нема да биде само победник на таа општина, таа победа нема да се преслика, само што сосема кратко, зошто никако да се ослободиме од доминацијата на лидерите и
чувствувате ли дека си дадовте и 20 оценка, меѓутоа, како што кажа Бошњаковски, СДСМ се обраќаше повеќе како да целта да е да сочуваме и да го одржиме тоа што го имаме, и впечаток е дека многу посилно на спотови отколку што е состојбата реална. Венко Филипче зборува за тоа дека СДСМ се враќа и тоа е клучната порака. Дали наспроти тоа пак кај ВМРО ДПМН имаме една и се уште имаме една преагресивна, пренападна кампања, несразмерна ароганција на лидерот во сите негови говори. Партијата знае дека и да прошеташе само помалку од тоа што го има нема да биде, може да бидат плюс уште 5-6 општи. Чуму толку расфрлање и пари и ароганција и па дури и хистерија како да сте во опозиција. Да. Повеќе коментари имам. И на дел на тоа што го кажа претходните соговорници. Да, има една инфлација на труд кај ВМРО ДПМН. Како да ки понела песната и се дека треба се да направат. Ама нема Богданци, Дојран и уште некоја општина нема ништо да сменат на тасот на нивната тежина, дека ја имаат апсолутната моќ. Во модерната политичка комуникологија, особено кога државата ви плаќа најскапиот дел од кампањата, а тоа е медиумското представување, не е веќе прашање за партиите каде ќе трошат, него дали смеат да се дозволат да не трошат секаде и да не прават секаде се. Така што ВМРО ДПМН има еден епски израз во кампањата, да, една агресивност и така, која е својствена за нивниот политички израз, да, можеби премногу, имајте го предвид нивното водство. Од друга страна, кај СДСМ некако предефензивна тактика. Мислам дека нивната, во смисла на тоа нема никаков политички ризик, нивната тактика како да е да го зачуваат она што веќе го имаат СДСМ Съвет. Таа дефанзивна тактика ги прави да бидат побезбедни од што треба да бидат. Нема да биде голем успех за СДСМ да го повтори историски најлошиот резултат во нивната историја на претходните парламентарни избори. Тоа не е успех, како што исто мислам, извини, Миле, дека не е голем успех, ќути не се потепаа на изборите. Не е тоа голем успех за македонската демократија. Треба да разговараме за понуди, за квалитетна понуда, за софистицирани алатки и така натаму. Далеку сме од ние од тоа. Партиите кај нас релативно лошо ги работат политичките алатки што ги имаат на располагање. Канвасингот, така наречен врата на рата, го прават без дигитални алатки, без geotagging, без профилирање на луѓето, без соодветни средства, едноставно колку да се помине. И тука морам да признам дека како и на другите места конкуренцијата раѓа квалитет. Во Чаир и во Тетово има сериозна конкуренција и таму квалитетот на кампањата е повисок. Во македонските делови, како да дискрепанцата е поголема и квалитетот на кампањата е нисок. Дополнително, македонските партии, односно партиите во Македонија, инсистираат на партиски митинзи. Во 21 век партиски митинг е тотално непотребна работа. На тој митинг доаѓаат само вашите постојни подржувачи. Ако вие немате од птичја перспектива колку се собрали да се така, покажете треба некој да ги лета и драновите, колку сме јаки, тогаш па добро ако тоа е само има влијание само на вашите гласачи, ги мобилизира, им дава еден авторитарен елемент колку сте вие силни. Инаку, на митинг неопределен гласач не доаѓа. На митинг доаѓа само гласач што е веќе ваш. И на крајот социјалните медиуми ги работат интензивно, да, трошат доста средства на социјални медиуми, но без софистицирано микротаргетирање. Така што далеку сме ние од една софистицирана кампања, но еве како што рековме, ќути не се потепаа. Миле, сосема кратко за да преминеме кон она што е поинтересно општините, бидејќи имаме доста за анализа. Да бидам брз, кратко, добре. Морам врата до врата да кажам, значи студиите и истражувањата укажуваат дека од кампањските активности единствено врата до врата прави реална разлика и влијание на гласачите. Но доколку се направи како што треба, како што кажа Предраг, ако се направи како што треба, има поголемо влијание врата до врата кампања, отколку сите тие пари фрлени по медиумите без да ми замерите сега дека сме во национална телевизија. Ќе ви замериме, мај. Добро, ќе видим. Врата до врата, тоа сакам за врата до врата да кажам, тоа што се случува во Чаир и во Тетово е навистина
врв во овие избори со врата до врата, концептот го работат одлично. Микротаргетирање се прави, меѓутоа за жал во Македонија не може да функционира бидејќи примерокот е премногу мал, имаме општини со 3000, 4000 гласа, не можеш да одиш со микротаргетирање на социјални мрежи. Меѓутоа друго ме праша нешто. Тоа беше. Тоа беше? Кратко околу кампањата. Оценка за да преминеме на она што е најинтересно. Джелал, Тетово, Чаир, Тетово и Струга. Кичево ќе го оставиме, бидејќи мислам дека е малку специфично, па потоа одиме на Скопје, Центар и Куманово. Чаир и Тетово, кои се сега последните прогнози? На почетокот на кампањата беше дека е многу близко, особено во Чаир, што покажуваат последните сознанија и колку тука ќе има влијание поддршката на ВМРО-ДПМН кон кандидатот на Врети. Сега, ако се водиме по бројот на собрани луѓе во тие партиски конвенции, никогаш не е мерило, бидејќи барем мене се извинувам за што ве прекинува. Искуството ме учи дека кој колку сака толку може да однесе. Сум фаќал под наводници и партиски списоци и сценарија кога треба да се извикува името на лидерот, која песна кога треба да се пее, така да тоа е една масовна сценографија и глума. Значи, во тој аспект се изедначени. Ако се водиме од анкетите, јас сум видел многу анкети во последен период, зависно која партија ги има наначано. И во зависност од тоа, нели, таа партија која што ги објавува или ми ги дава тие анкети, таа излегува дека ќе победи на изборите. Сепак, ние сме биле сведоци во минатото дека и анкетите, не сите, но поголемиот број од нив, биле не за да се прогнозира резултатот, туку алатка за пропаганда или елемент кој се користел од страна на партиите за да ги убедат гласачите дека тие се победници, а особено оние кои што не се одлучени дали ќе гласаат или не, или кон која партија да се припојат, тие вообичаено одат со победникот. И затоа таа победничка еуфорија им е потребна на политичките партии, не само да ги мобилизираат нивните поддржувачи, туку и да ги таргетираат оние што не се одлучени за кого ќе гласат. Джелал, дали е Чаир, Тетово, Струга? Веројатно е повеќе од веројатно е дека секаде ќе има втор круг, така. И јас мислам дека што ќе биде она што ќе биде бустот за вториот круг, освен гласачите на партнерите? Мислам дека клучни ќе бидат гласовите на ВМРО-ДПМН, но и на СДСМ. Но претежно на ВМРО-ДПМН. Колку оваа партија ќе успее да ги убеди незините гласачи, речеме во Чаир да гласат за Меджити, во Тетово за Касами и во Струга за Менди Чира, кој е независен, но има поддршка од Влен и од ВМРО-ДПМН. Значи, дали ВМРО-ДПМН има убедувачка моќ, дали ги контролираат незините гласачи и колку може од првиот круг да ги убеди да излезат да гласат. Тие и така ќе излезат да гласат, зашто ќе гласат за советничките листи, што се партиски на ВМРО-ДПМН во првиот круг, но дали истовремено ги гласале и за кандидат етнички албанец од коалицијата која е партнерска во владата Влен, тоа е веќе друга работа. И тука мислам дека лежи таа нејаснотија која што не ни дава многу, како да кажам, многу комфорт за ние да нагаѓаме како ќе биде резултатот. Мој впечаток е од сите овие елементи што ги спомнав дека борбата е изедначена, силите во овие општини се изедначени и можеби мал контингент на гласови ќе биде пресуден за да некој да победи. Затоа
овој вид на кампања врата до врата се води во овие општини, за да може да се придобие секој можен глас од граѓаните. Затоа се тивко во Гостивар, како да нема избори. Ќе видиме Кичево, ќе го споменеме посебно. Во Гостивар се соединија во една иста коалиција две најголеми партии таму кои што ги имаат најголемите структури, партиски структури. Ние знаеме дека не може некоја партија да победи на избори ако нема партиска инфраструктура на терен која што ќе трча во гласовите. И во Гостивар се обединија ДУИ и Алијанса за албанците на Таравари, двете партии кои секогаш добиваат таму најголем дел од гласовите, и мислам дека таму нема да има многу нејасноти. Единствен прашалник е таму дали ќе има втор круг, и ако има втор круг, кој ќе оди во втор круг? Дали ќе биде независниот кандидат Висар Адеми или кандидатот на Влен, кој што, еве, не ми текнува името, не е дека е познат како личност и во Јас не сум го запишал, бидејќи ми беше како решен град и не се извинувам и на кандидатите. Арсовски, што ќе биде клучното ако веќе нема, има фрагментираност и нема потенцијал битката Иво Чаир и Иво Тетова да се реши во првиот круг? Не сум сигурен дека нема потенцијал битката Иво Чаир и Иво Тетова да се реши во првиот круг. Таму имаме една слична ситуација и во едната и во другата општина, а тоа е двата албански кандидата ги имаат зафатено скоро сите албански гласови, многу малку неопределени има. Иво Тетово, Иво Чаир, и во средината има македонски кандидат со многу малку гласови. Најголем дел од тие гласови, поддршката за македонскиот кандидат, ќе зависат од гласовите на коалициониот партнер на Влен. Доколку ВМРО-ДПМН, како што вели Незири, биде ефикасна во убедувањето на македонците да излезат во првиот круг за нивниот коалициски партнер. Бидејќи во првиот круг ќе биде и полесно тоа да се случи, бидејќи тие секако ќе излезат заради советничката листа. И доколку најголем дел, над 60-70% од македонските гласови гласаат за кандидатите на Влен, Иво Тетово, Иво Чаир, математички постои можност да се заврши борбата во првиот круг и во едната и во другата општина. Во таа математика влијае помеѓу другото и бројот на неважички ливчиња. Таа во Македонија се движи помеѓу 3-4% во просек, секаде, но 3% е доволно да не бидејќи тие не се сметаат во освоени гласови, се сметаат само во излезност, понекаде 3% е доволно да го намали учеството на кандидатот под 50%. Да се потсетиме, кандидатот за да се смета избран во првиот круг треба да освои повеќе од 50% од излезените гласови, а излезноста да не е помала од 30%. Излезноста нема да биде помала од 30% ниту во Тетово, ниту во Чаир, но прашање е дали некој од кандидатите ќе освои баш над 50%, бидејќи во тоа влијаат и неважечките гласови. Бошнаковски, ваша прогноза за овој дел? Одговорот на прашањето кое што го поставивме, да не биде одговорот хипотетички, јас ќе се навратам на некои минати изборни циклуси, каде што имавме инцидентни ситуации во кои што албански контингент гласови добија, условно кажано, етнички македонски партии и обратно, тоа беа два наврати. Тоа е 2016 година, кога коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз доби од прилика 40.000 албански гласови 2016 декември беа изборите. Тоа е првиот момент кој што одскокнува во нашата историја на избори. Вториот момент е, и двата моменти се специфични, вториот е изборите парламентарни 2020 или 2021 беа? 21 и тука имаме јасна коалиција на исто ливче кога беа БЕСА и СДСМ. Значи тогаш БЕСА нели Билал Касами, меѓутоа и во двете ситуации 2017 година имаше за локалните избори, имаше предизборна коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ во неколку на исти листи. Општини, да. Да, во ред, ова не го знаев, но сакам да кажам, тие биле моментите. Во сите други ситуации и минатите избори, ова не се случило. Ќе си дозволам да кажам, малку похрабра прогноза ќе дадам, може ќе сгрешам, ама мислам дека нема. Мислам дека во вториот круг нема да се случи тоа масовно гласање на коалиционите партнери на било кој овде зборувам.
на коалиционите партнери за кандидат кој што не е од нивната партија. Мислам дека од очекуваните гласови во изразено во проценти, максимум ќе можат коалиционите партнери за нивните партнери да мобилизираат не повеќе од 15 до 20% од нивните типични стандардизирани гласови. И многу важна работа, да не забораваме последните прогнози, нели, кои што ги видовме минатата недела, докога беше рокот за објавување на анкети, укажуваат на неколку можни изненадувања. Имаме исклучително интересен развој на настани Куманово втор круг, можни коалиции, збориме за реална политика, не збориме за Кант, не збориме за Макијавели, коалиции се можни во различни ситуации. Имаме во Нерези во Карпош одреден број на албански гласови кои што можат да направат голема разлика во вакви услови кога имаме блиски бројки и неколку други скопски општини. Скопје центар Куманово се на дневен, се следни за да ги разгледуваме, вклучително и дилемата дали сега на овие избори кај дел од скопските општини ќе броиме втор круг, а претходно поминале во прв. Но претходно, бидејќи мораме на реклами, Незири сосема кратко. Дали постои овој пат, за прв пат после наназад неколку изборни циклуси, не само дуел кандидат дуи ВМРО ДПМН, туку евентуално и условно преземање на градоначалничката функција. Специфични се релациите во состојбата во Кичево, таму се Дехари, Јовановски од ВМРО ДПМН и Лимани од Врети. Да, Кичево е, исто така и Брвеница тоа е рурална општина во Тетово. Да, јас ставам акцент на поголемите. Имаме слична ситуација помеѓу населението кое што нели е пола-пола по етничка смисла. И во Кичево имаме околу 16.000 има етнички македонци, 16.000 етнички 1,9 македонци, но има и други етнички групи, роми и турци, мислам и торбеши, мислам дека ако не се лажам, кои што исто така прават некои 2 до 3.000 гласови, кои што може да бидат пресудни на тие избори, но контингентот кој што на гласовите кои што доаѓа од надвор, од диаспората, е пресуден секогаш за да победи градоначалник на Дуи. Но дали овој пат може нешто друго да се случи, гледајќи го тој пейсаж кој што го имаат креирани кандидатите за градоначалник на Кичево, ми личи на тој на Брвеница од 2021 година. Таму имаше ВМРО ДПМН кандидат, поддржан, мислам дека од СДСМ, имаше Дуи кандидат, но имаше и еден независен кандидат кој што беше градоначалник на Дуи до тој момент, но заради тоа што не беше кандидиран, излезе како независен. И токму таа поделеност на гласовите кај етничките албанци придонесе да... Прв пат ќе имаме дуел во Кичево после подолго време на две албански партии. Па таму имаме еден кандидат, етнички македонец на ВМРО ДПМН и 20 етнички албанци. Еден е на фактички тројца етнички албанци, тоа е... Добро, там се извинувам. Двајцата се на Дуи, еден официјален, еден неофицијален кандидат, доека еден е од Влен, нели Фатмир Лимани, актуелниот министер за труд и социјала, кој што сега е кандидат на Влен за градоначалник на Кичево. И оваа слика, овој пейсаж може да се протолкува како можност за голема за пресврт во Кичево, со тоа што после неколку години ВМРО ДПМН да победи во Кичево. Благодарам. Скопје прв или втор круг, голема дилема и клучните области практично битката меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ не ја води знам по рекламите. Продолжуваме понатаму. Бошњаковски, Арсовски, Незири. Бошњаковски е од вас. Прва дилема. Скопје, прв круг или сепак одмерување, трчање во два циклуси? Мојата проценка е дека дефинитивно имаме втор круг во Скопје. Динамиката на кампањата укажа на тоа дека едноставно бројките не се толку во корист за да имаме
победа во прв круг на кандидатот на ВМРО-ДПМН на Орце, како што сите очекуваат. Тука разликата ја направи кандидатот на Левица. Веќе спомнавме дека имаше сосема солидна кампања, они избега во кампања во тие нивни традиционални анти-НАТО, анти-ЕУ и други вредности кои што ги споделуваат, антирелигиски фокусот е на локалните избори. Добро, тоа е се во ред, меѓутоа паметно го одиграле тоа очигледно. И мислам дека ќе има во Скопје втор круг, сега во втор круг динамиката, како што реков пред малку, коалиции се можни во политиката и посакувани и реални. Меѓутоа разликата е премногу очигледна сепак во бројките. Но втор круг, Скопје втор круг. Арсовски. Да, се уште мислам дека во Скопје, во Куманово, во Центар и во Карпош е најверојатно дека ќе има втор круг гласање, иако во Скопје по последните бројки кои не смееме да ги коментираме заради законските... Не смееме да ги кажеме, можеме да ги коментираме. Да, сега постои математички начин кандидатот на ВМРО-ДПМН да победи во првиот круг. Ке зависи од излезноста, ке зависи од тоа дали ќе добие коалициска поддршка уште во првиот круг и така натаму. Се уште останува на проценката каде Скопје е поверојатен втор круг. Истото важи и за Центар, за Куманово е најверојатно исто така втор круг. Тоа што е интересно во овие општини е дека скоро во сите имаме кандидати кои не се од мејнстрим партиите. Пример, битката помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ во Центар, како што спомнав, ја води кандидатот на Знам. И во Куманово. И во Куманово. Битката помеѓу едниот и другиот ќе се сведе на ВМРО-ДПМН и Стефче Јакимовски во Карпош, најверојатно во вториот круг. Тоа што е интересно, бидејќи ја спомнавме Левица на почетокот, по последните анкети што ги гледавме, многу беше мала разликата помеѓу Каја Шукова и Амер Мециновиќ во Скопје. Дури ако бидејќи се прават анкетите не во Бранови, ако го задржи тој тренд на раст, постоеше веројатност Амер Мециновиќ да влезе во вториот круг во Скопје наместо Каја Шукова. Јас се уште мислам дека во вториот круг ќе биде Каја Шукова, затоа што сметам дека на крајот на кампањата на резултатот на партиите повеќе влијае мобилизацијата и партиската инфраструктура од што квалитетот на понудата и кампањата, па затоа мала предност за тоа и давам на Каја Шукова. Незири? Јас мислам дека ќе има втор круг во Скопје, но и во Куманово, од причина што Влен вреди има свој кандидат за град Скопје. Да целеше ВМРО-ДПМН да имаше за цел да ја реши изборната битка уште од првиот круг, тогаш најверојатно Влен немаше да излезе со свој кандидат, што и така шансите за политичките партии на етничките албанци да победат во Скопје се неегзистентни, непостоечки. Но зошто вреди има свој кандидат? Мислам дека има за да повеќе да мобилизира што повеќе гласови и тие гласови потоа во вториот круг да се пренасочуваат кон кандидатот на ВМРО-ДПМН. Не гледате тука можеби мотив за ВМРО, можам и без вас, еве ќе ви докажа. И тоа не е чудно, иако се коалиција. Така почна. Може и така да се протолкува, но сепак бидејќи со секој потек, со секој резултат, после се користи за вагање на меѓусебните односи и релации. Не е мал контингентот на гласови кои што значи можат да прават разлика, да направат разлика во не помеѓу кандидатите, туку во намерата на ВМРО-ДПМН да победи со поголема разлика. Скопје е град кој што нели е воден од кандидат кој што беше поддржан од страна ВМРО-ДПМН и тоа е хендикеп за партијата. Да имаше поинакво сценарио, да се случуваше да имавме поинаква приказна за Скопје, каде што кандидатот на ВМРО-ДПМН се уште ќе беше нели кандидат за втор мандат, тогаш можеби ќе беше изгласан уште од првиот круг. Но тој хендикеп мислам дека ги прави позициите на ВМРО-ДПМН послаби
во град Скопје и затоа ќе има потреба од гласовите на Вреди како коалиционен партнер, но и предизборен партнер на овие локални избори. И тука мислам дека од ова сценарио ќе зависи дали ќе заврши трката и за Чаир во првиот круг. Затоа мислам дека ако ќе има втор круг за град Скопје, тогаш ВМРО ДПМН нема да биде мотивирана да даде фул поддршка за Меджити уште во првиот круг. Значи ќе остави да има втор круг за тие гласачи на Вреди, на Меджити, да можат да дадат поддршка за нивниот кандидат за град Скопје, зашто во спротивно, ако заврши во Чаир во првиот круг таа изборна трка, тогаш Вреди нема да може да ги мотивира целиот тој контингент на гласови да излезат да гласаат и за кандидатот на ВМРО ДПМН. Исто и во Куманово мислам дека се случува. Максим Димитриевски по таа како да кажам тој свич на реториката што направи од граѓански во етнонационалистички, сега како има тенденција пак да се врати во старото јадро. Гледам дека работи со структури кои што се на терен, со етнички албанци, се обидува да гради патишта, да инвестира за да ги придобие нивните гласови. Да го врати тоа што го уништи, додека беше кандидат за председател и додека водеше кампања за парламентарни. И на Вреди да им даде джокер, да кажат дека окей, ние сме со овој кандидат и овој ќе ги исполни, нели, вашите потреби. Така што да им даде, како да кажам, ветер во грб на Вреди за да или аргумент за да може да ги мотивира нејзините гласачи да го поддржуваат него. Затоа мислам дека и во двете општини, ако во Кичево, во Тетово, во Чаир, клучни ќе бидат етничките македонци, во Скопје и во Куманово гласовите на етничките албанци ќе одредува динамиката на овие избори. Бошњаковски, битката ВМРО СДСМ не ја води ВМРО, туку ја води ЗНАМ, или дали СДСМ ќе задржи и колку ќе задржи од тоа што го има, тоа што ќе земе ВМРО ќе земе, а меѓутоа тоа што ќе го задржи не зависи од ВМРО, туку зависи од ЗНАМ. Колку ако Чаир и се поставува како прашање да се биде или не, или прашање за идното политичко достоинство, кариера на Меджити, на Бујар Османи, колку во Куманово тука се е фрлено околу генерално имиџот и рейтингот на ЗНАМ, и колку со тоа е поврзано или не поврзано кафе пиењето на Црвенковски во Охрид со видни функционери на ВМРО ДПМН. Тоа кафе не беше во Куманово, беше во Охрид. Па добро. Далеко, меѓутоа сепак релациите се јасни. Тие синхроницитети не се случајни, се разбира. Центар и Куманово точно така. Тоа го дефиниравме и минатиот пат. Борбата каде е иначе в терене. Сигналите кои што ги добиваме и проценките од последните анкети укажуваат на тоа, ајде поред да одиме Центар, дека Герасимовски е во водство, би рекол солидно водство, дека втор круг ќе има во Центар, ќе има. И тука е јасно како белден. Без капацитетот на коалициониот партнер ВМРО ДПМН, кандидатот на ЗНАМ нема како да се вмеша, да очекува некој голем резултат во Центар. Сега, тука можеме само да ги следиме сигналите, гледаме одредени политичари од ВМРО ДПМН, да речеме аналитичари кои што се блиски до нив, укажуваат дека Герасимовски имал добар мандат и така натаму. Тоа се сигнали кои што стигаат до гласачите на партијата и оној момент. Они во првиот круг имаат сериозен мотив
да гласаат за нивната советничка листа. Во вториот круг треба да се мотивираат. Моја проценка е дека тоа нема да се случи. Во Куманово е обратна ситуацијата. Води актуелниот градоначалник Димитриевски, меѓутоа кандидатот на социјалдемократите не заостанува сериозно за Максим Димитриевски да победи во прв круг. И во Куманово клучно ќе биде покрај тоа што во центар го немаме, односно можните коалиции со конкретно со Демократската унија за интеграција. Се сомневам дека гласачи на Влен ќе го дават гласот за актуелниот градоначалник. Не гледам како ветер во грб би добиле во овие 15 дена. И се разбира од страната на коалиционот партнер ВМРО-ДПМН. Тука е интересно. Јас навистина мислам дека за мене е неочекувано. Куманово е конкретно неочекувано, Центар беше очекувана приказна. И сега улогата на Бранко Црвенковски? Извини, Боби. Не ја спомнавме аеродром и таму се можни, бројките укажуваат на можен втор круг. Укажуваат. Улогата на Бранко Црвенковски случајност или? Ќе си дозволам да кажам дека можно е некој да му се јавил да се појавиш, меѓутоа моето искуство кое што го имам до сегашно укажува на една така полуинцидентна состојба кога се однесува на Петар, на тие приказни. Еден ден траеше само тоа, меѓутоа добро. Политичарот Старков, кој што може би му треба вака некаква инфузија да го има во јавноста или може би да се впушти, тој си беше познат по така лов во матно, поставување на некои игри и така натаму. Не сум присталица на идејата дека појавувањето на Црвенковски е негов апетит да се појави во јавноста. Тој имаше подобри прилики да се појави во јавноста. Претходно па дури беше повикуван. Меѓутоа, морам да признам дека кога мислев забавен е последниот дел од кампањата, на тоа мислев. Да? Забавен е затоа што морам да признам дека забавно ми е како кујните на Бихачка ги толкуваат појавувањето на сите бивши функционери на СДС во последно време во кампањата. И поранешниот председател Црвенковски, поранешниот председател Пендаровски сега се поранешни подпредседатели на партијата. Тоа е индиција дека кујните на Бихачка веќе се подготвуваат за вториот чинот што ќе се случи после локалните избори. Ни во тоа не верувам дека, ни за тоа не верувам дека има некаков капацитет за посериозен потрес, но тоа е секако забавно да видите, бидејќи се тие сега оптребни каква порака прател Црвенковски, каква порака прател Пендаровски. Кој седел со Црвенковски, што тоа значи? Дали е тоа сега да не заборавиме, го имаше и Заев се врати во Струмица, па се спречка со Мицкоски. Повеќе се појавуваат поранешни функционери на СДС него вие сегашните што треба да трчат на избори, но колку што се сеќавам, Црвенковски го замрзна своето членство во СДСМ и се дистанцираше од политиките на таа партија, така што комотен е сега е комотен да се појави со кого сака, но тоа е тоа што ми е интересно во последната фаза од кампањата. И конечно можеме ли да имаме кај многу партии, ако се анализираат резултатите од последните избори, имаме релативно големи разлики меѓу она што и тоа сега и тоа во градови за кои што сега ние зборуваме дека може ќе бидат најинтересни, каде што има многу релативно значителни разлики меѓу гласови на градоначалник, гласови на совет. Колку очекувате тоа и понатаму да биде случај, особено што сепак силни се, ќе освојат и повеќе од тоа што имаат. Зборувам за ВМРО-ДПМН, меѓутоа фактот е дека во последно време кај нив имам едно малку опуштање на таа претходна строга партиска дисциплина. Се гласа, се излегува само за ова и нема избор лево-десно. Историски емпириските податоци покажуваат дека без малку секогаш кандидатите за градоначалници освојуваат повеќе од што нивните партии гласови. Од неколку причини. На советничките листи има инфлација на независни листи. На советничките листи за локални избори граѓаните се подготвени да експериментираат повеќе од што за кандидатот за градоначалник. За кандидатот, така е, за кандидатите за градоначалници луѓето во принцип го перцепираат својот глас како валута, која можат да ја потрошат само еднаш
и тешко се одлучуваат да гласаат за кандидати за кои не веруваат дека барем ќе влезат во вториот крг. Така што таму постои една концентрација, бидејќи е мнозински систем, постои една концентрација на гласови околу личностите, еден патерналистички, условно речено, архетип, а кај советничките листи луѓето се покомотни да гласаат и за локални иницијативи, нешто што е врзано со нивната локална агенда, зелен куман град и така натаму. Ѓело? Јас се сложувам со Арсовски дека кандидатите секогаш добиваат, ако се навраќаме назад на сите локални избори во поголемите градови, мислам дека партиите или листите на партиите за советници секогаш имаат поголема конкуренција кога се работи за нели колку кој против кого се трка на тие избори, а доека многу помал е бројот на кандидатите за градоначалници. Дали партиите ќе имаат таа контрола за да ги пренасочат гласовите, било тоа во првиот или во вториот круг, мислам дека на овие избори ќе се прекине таа традиција кај нас, што секоја партија мисли дека ако освоила 100.000 гласови во последните избори, тогаш тие гласови ги има во джеп и може да прави се што сака со нив. Коалициите, речеме, кои ги формира, особено во етничкиот албански кампус, партиите и ВЛЕН, но и НАИ се некако артифицијални коалиции, како да се измеша, речеме, масло со вода, кои што не се нетипични, но се водени од тие бројки. Значи, тие се чисто аритметички коалиции кои што немаат многу суштина и немаат многу од тоа што се нарекува заедничка идеологија. Но на овие избори мислам дека ќе се освестат партиите, дека тие гласови ги немаат во джеп, нема да можат да ги ориентираат како што сакаат и таа партиска дисциплина е добро што веќе спласнала и дај Боже да не постои понатаму, зашто таа партиска дисциплина значи отсуство на демократија. Затоа јас мислам дека на овие избори ќе бидеме изненадени кога ќе почнат партнерите да се обвинуваат еден со друг дека тие не испорачал во Куманово, едниот не испорачал во Струга, третиот во Миле, сосема на кратко, немаме повеќе од 30 секунди, ќе се изненадат ли дел од партиите, па може би и сите, од ова неверство кое што може да е поврзано и впрочем и со самата понуда на кандидати, носители на советнички листи и така да. Многу сум радознал како ќе завршат овие сите работи во однос на тоа како ќе се одразат на да речеме на позицијата во владината коалиција, бидејќи реално тоа сите ги интересира повеќе од локалните избори, да не се лажеме. А во однос на бројот на советници, клучно е прагматични тука да бидеме за градот Скопје. Значи, распределбата на советници во градот Скопје укажува дека до сега само Скопје бил жртва на политички пресметки, блокади, нечистотија, хигиена и така натаму, додека во сите други помали локални средини советниците без разлика дали градоначалникот имал повеќе, листата на градоначалникот имала повеќе или помалку, функционални ни се тие совети, секогаш наоѓаат некој модус како убаво да работат на локално општинско ниво. Тука жртва може да биде само Скопје, доколку листите за советници се измешаат на специфичен начин да градот ја не би посакал Скопје да биде блокирано и во наредниве 4 години. Ви благодарам што бевте гости во Топ тема, мудро во недела. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.